Добар ден на сите. На југот од ридестиот Балкан, каде сонцето ги истура своите зрација, Господ со благослов почвата со слат и милост, ете, тоа е Кавадарци. Добре дојдовте во градот на виното и песната и во градот домакин на џудо клубот Кожувчанка. Денес е 1 декември, за нас значаен датум, кога една историја се раѓа и желбата се претвара од сон во јаве. Тој е млад ентузијаст кој од 8-та годишна возраст се влюбува во џудо спортот и до ден денес, ајде што тој е уште во кимоно, туку и ние, неговите пријатели и неговото семејство, мораме по негова желба да бидеме негови секунданти. Но мораме да признаеме дека тој е символ на Кавадарци и македонски спортски амбасадор, кој е човек кој знае како. Нашиот денешен домакин Маријан Колев, нашиот пријател. Како ја доби поддршката, така почна силно и без пауза. Џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци досега организира 3 балкански првенства. Освоени има стотици златни, сребрени и бронзени медали и е редовен учесник на сите балкански, европски, регионални и домашни првенства. Во моментот на 1 декември 2019 година за џудо клубот Кожувчанка боите и честа ја брана 35 активни членови надпреварувачи спортисти. Мораме да признаеме, тоа не е мала бројка. Го повикуваме господинот Ване Настов, екс-председателот или првиот член на извршниот одбор од Кавадарци на Џудо Федерацијата на Македонија, заедно да доделиме за почеток неколку признанија. Ване. За него имаше многу малку да се каже. Затоа што беше посветен на работата, на семејството, на пријателите, на бизнисот и на иднината. Денес делата говорат за него. Актуелниот градоначалник Митко Јанчев и првиот претседател на клубот, кој на моје големо жалење не е меѓу нас. Го молам представникот од општината да ја подигне оваа награда. ...25 години од првите почетоци до височини поплочени, со човечност, успех и добра волја. Препознаа бренд, затоа што тие се заштитена марка од одамна, уште од првиот ден. Кожувчанка Кавадарци е носител на проектот Џудо клуб Кожувчанка. Ја повикуваме директорката Јанинка Чупарковска. Многу години да не поддржувате. Да, ќе каже нешто директор. Ќе замолиме нешто да каже, микрофон нема. Почитуван председател на Џудо Федерација на Македонија, почитуван председател на Џудо клуб Кожувчанка, почитувани медиуми, почитувани присутни. Јубилеите не се само настани кои се организираат, не се ни само бројка. Тоа се настани кои се организираат за да не подсетат за макотрпната работа која сме ја сработиле, да не подсетат колкави успеси сме постигнале до сега, а исто така да не подсетат и многу генерации кои сме поминале. Сакам вака од лично име од Кожувчанка да ви се заблагодарам еви за наградата и од име на компанијата Кожувчанка да ви го честитам јубилејот.
и да ви посакам многобројни успеси и заедно да славиме многу јубилеи. Ви благодарам. И имаме уште едно вакво златно одличие. Лав, змеј, титан, храбро срце, човек, сонувач. Маријан Колев, основач на клубот Кожувчанка. Много години. Три пати се обиди да го остави футболното сърце, не дава юначе. Сте много години. Паметно се чита. Благодарам. Точно дека сум малку возбуден. Почитувана директорке на компанијата Кожувчанка. Почитуван председател на Джудо Федерација на Македонија. Почитувани представници на извршен одбор на Джудо Федерација на Македонија. Почитувани джудисти, почитуван представник од МОК. Почитувани джудисти, спортски работници, ветерани, новинари и присутни. И аз како еден од иницијаторите и основачите на джудо клубот Кожувчанка ми представува огромна чест и задоволство што денес сте дел од облежуваните на овој за нас голем ден, ден на кој прославуваме 15 години од постојањето на еден од најуспешните кавадарички спортски колективи джудо клубот Кожувчанка. Во оваа моја обраќање најпрво би сакало се срце да му се заблагодарам на човекот кој пред 15 години ја препозна нашата идеја за враќање на кавадаречкото джудо на мапата на македонскиот спорт. И сите овие изминати години ни даваше безрезервна поддршка за да го оствариме сите успеси со кои се гордее целото кавадарци. Првиот председател на джудо клубот Кожувчанка тоа е господинот Митко Јанчев. Се разбира тука и целата компанија Кожувчанка која не прифати како рамноправен дел од нивното семејство и чие име со гордост го носели и го носат повеќе од 300 джудисти кои во изминатите 15 години го облекува адресот на нашиот клуб. И покрај тоа што како клуб пред се сме насочени кон создавање на здрава и психофизичка активна младина, сепак во изминатите 15 години постигнавме многу успехи. Се разбира, нема да ги набројувам поединечно, за тоа што ќе не одземе цел ден, но сепак би ги напоменал организациите на трите балкански првенства, многуте државни првенства организирани во кавадарци, златните, сребрените и бронзените медали од државните првенства, кои речи се од секој поголемо надпреварување ги носат нашите джудисти и се разбира бронзениот медал од балканското првенство кој моментално е најголем успех на клубот, кој го освои нашата джудистка Благица Колева, која е и спортист на кавадарци за 2018 година. Како клуб, особено сме горди што нашиот член Ванчо Настов беше и председател на Джудо Федерацијата на Северна Македонија, давајќи особен придонес за развојот на македонското джудо. Почитувани присутни, на самиот крај би сакал да ви се заблагодарам уште еднаш за вашето присуство на оваа свечена седница и се надевам на уште многу успешни и плодни соработки во следните години. Благодарам. По патот на успехот сам не се чекори. Потребни се и истомисленици. Орце Клинчаров е човекот двоец тренер на джудо клубот Кожувчанка, кој е и асистент на следната серија за благодарници на сцената. Ги повикувам Джудо Федерација на Македонија да добијат плакета за успешна досегашна соработка со джудо клубот Кожувчанка. Кој сака од присутните гости слободно може да земе збор. Честит јубилеј, 15 годишнина. Се надевам дека ќе славиме заедно уште многу јубилеи во иднина, дека клубот ќе има уште многу успеси, поголеми успеси во иднина, а Джудо Федерацијата на Република Северна Македонија ќе стои секогаш зад клубот и ќе ги поддржува сите негови проекти во иднина. Благодарам. А тука се и пријателите на джудо клубот Кожувчанка за несебична помош, пријателство и спонзорство. Повикувам представник од Бадел Доел Кавадарци. Бадев Доел Кавадарци. Компанијата Бадев Доел.
Кам Смарк, кој ја редовно се возам со нив. Жито Јук Кавадарци. Велком Трейд Кавадарци. Ајде, Мики. И од оваа тајфа единствените од Росоман, Акванет, моите пријатели. Сега има и благодарници за поединци. Ване Настов за успешна соработка и остварени успеси досега. И Благица Колева за успеси и постигнати врвни резултати и иднината на македонскиот спорт. Минатата година спортист на град Кавадарци. Се чувствува тоа некоја празнична атмосфера, доаѓа нова година, па сега било што било, годината тешка или не знам, може да биде и ваква и таква. Но како ние нешто да сме се први во... А гледам луѓе од страна и ја кога држам говори, често пати ова го користам, го сленгувам. И многу ми е мило кога ќе кажем у нешто да сме први, конечно у нешто сме први. Уствари не кажувам ти, стварно ќе ви зјавам многу време ако ви кажем у се што сме први. Меѓутоа идејќи намо еден пријател пред зграда ми рече: "Молим те, кажи дека сме први по најмногу направени кружни текови во една година во Македонија." Заслужни пријатели на џудо клубот Кажувчанка. На сцената го повикуваме домаќинот Маријан Колев. Лично да им се заблагодари на своите пријатели. И тоа ќе почнеме вака. На Орце Клинчаров, за сега да не биде изненаден. Неговиот прв тренерски двоец во џудо клуб Кажувчанка. Сега рече дека се изненада. На сцената го повикуваме Сашко Ангелов. Ајде, Сашо. Сегаш ми председател да кажа. Ми го взема зборот. Тој е актуелниот председател на џудо клубот Кажувчанка. Ги повикуваме Сојуз на спортови на град Кавадарци. Елена. Сега се роди еден сомнеш кај мене, па сакам јавно да прашам. Дали сме ние Кавадарци со еден клуб или можеме да се носиме со клубовите од Прилеп, например, да речем. Оти многу ги има. Или не ми е прашањето на место? Не. Добро, тогаш ги повикуваме прилепчани. Ќе почнеме со џудо клубот Сеишен од Прилеп. Ова биле добре. Добро. Тоа ти кажи го. Зато нас од кристални вени задов. Џудо клуб Пипон Скопје. Да се измешаме малко, брат. Џудо клуб Гладиатор од Кочани, тука е. Џудо клуб Пелистер Битола. Пролетер од Прилеп. Браво.
сетам неговиот развој уште како дете мало, како се тркалаше по татамите, некош го тркала, некош тркалаше. Ја му посакувам се најубаво и да го слави овој юбилеј уште долго време, да бидеме здрави и живи. Ти честитам за предизвикот што презеде голема одговорност да работиш на стручен план и благодарност до родителите што поверија своите дечи на Маријан да ги воспитуваат во еден правилен психофизички развој и посакувам се најубаво. И тука се некаде кај да треба да влезат џудо клуб Бушидо од Прилеп. Ние во Кавадарци, пријателите на Маријан Колев, понекогаш самоиницијативно, но понекогаш и сакајќи од премногу желба, како ние медиумите, како неговите пријатели и како останатите сме индиректно или директно повеќе или помалку инволвирани во успесите. Некои поради успесите на градот, некои поради успесите на клубот, некои ради лични сатисфакции, но генерално секогаш сите сме тука на рак. Наша гордост се и двајца наши колеги и пријатели кои несебично, секојдневно помагаат во развојот на спортот, но и во афирмацијата и афирмираноста на истото. Како несебична подршка и промоција ги повикувам на сцената Мики Виденовиќ и Диме Коцевски да добијат по една плакета за успешна соработа. И за доцнетите џудо клуб Бушидо како најголеми пријатели на клубот Кажувчак. Повелете. Сега ја имам една желба. Јас сум радио човек, Маријан ми беше во четвртак гостин во емисија, не направивме дополнителни состаноци. Желбата за да ни се спојат идеите ја направи мојот или нашиот заеднички голем пријател Благојче Чупарковски од Кожувчанка, кој во моментот не е тука. И јас имам една нескриена желба. Долго време емотивно развислувам еден текст како да го вметнам, а да кажам нешто паметно или така да звучи за џудо клубот Кожувчак. Иако Маријан ми каже дека има промена во протоколот во сценарието, јас сепак на моје инсистирање и на мој ризик ќе го прочитам овој краток текст. Играта со времето, доброто и лошото, плачот на ноќта и мудроста на утрото, сршта и суштината на доброто, темелот, каков е темелот. Оваа свечена седница ја прибаршуваме со спомени од минатото, со говор од душа. Може би и да го нема, но ако го има, тогаш може да биде и краток, но сигурно ќе биде искрен и многу оригинален. На сцената сакам да повикам, ако има присутни за групна фотографија со Маријан Колев, џудо ветерани. Ги повикувам џудо ветераните на сцената, на една групна фотографија. И сега желбата да се претвори во реалност, ја навистина би сакал некој од ветераните, ако може да каже збор 2. Ако некој има нешто да каже. Ако нешто Маријан во овие 15 години ви должи. Ако некој од вас го навредил, силно го натипал или било што има проблем со него. Кажете го сега или молчите го за секогаш. Ако има и такви, а вие сте сите сакаш да кажеш нешто. После јас ќе ти кажам за од Прилеп или од Велесак си. Од Прилеп. Добро, ајде повели. Името на џудо клуб Сейшин ние имаме сменето во припремето мал Покунза Мацко. Браво. Јубилејот ќе биде само вие од џудо клуб Сейшин за успешната работа и за долгоречна работа понатаму. Широк промоде.
Може и примаме и донации ако нешто. Добро, отприлика тоа би било тоа. Ако нема никој уште нешто да каже, Маријан, сакам да, ако нешто заборавивме, да повика некого на сцената или Јас се извинувам. Сакам да ги поздравам уште клубовите кои што не бе со сигурност дека ќе дојдат. Имав припременал еден поклон, едно внимание за нив. Сакам представникот джудо клубот Миоки да дојде за едно внимание да ги поздравам. На крајот да се извинам уште веднаш, така да го поканам представникот, тоест генералниот секретар од Олимпискиот од Македонскиот олимписки комитет Саше Поповски. За завршно. Уште еднаш би го честител овој јубилеј 15 години од Джудо клуб Кожухчанка. Македонскиот олимписки комитет следната година ќе слави 28 години, па еве некоја символика како постари браќа би рекол, секогаш може да се обратите до нас. Секако и председателот Трпановски во своето излагање кажа дека секогаш ќе стои Джудо федерацијата зад вашиот клуб, а бидејќи ние сме многу блиски партнери со Джудо федерацијата, така да на тој начин преку федерацијата, преку председателот и вас ќе ви помагаме и воопшто не само на вашиот клуб, него како што реков пред малку и на сите джудо клубови, на сите джудисти, за да го правиме овој прекрасен спорт уште подобар и се надеваме на многу поголеми и повисоки меѓународни спортски резултати. Благодарам уште еднаш. ете, толку беше планираното, од 30 до 45 минути. За крај би го рекол следното. Училиште без детски джагор нема радост. Мики Виденовиќ. Храм без звоно нема верници. Лозје без заграрот нема смисла, нема род. Љубов без постела не е љубов. Инспирација, колектив, град, клуб, спорт, без вистински луѓе е еднакво на ништо. Добри луѓе, ништо не менувајте. Останете такви какви што сте, затоа што можеби никој досега не ви рекол. Вие сте најдобрите. Продолжете по истиот пат и ви благодарам на денешното присуство. Thank you.